Добар ден, добре ни дојдовте. Еве сме во новото издание на неделниот микс Време за култура, почитувани гледачи. Се надевам дека ќе останете со нас. Имам навистина гости од разни професии, но сепак поврзани со она што се нарекува секојдневие, живот и секако дел од културата. За почеток, мојата прва гостинка е професорка на Технолошко-металуршкиот факултет при УКИМ. Предава предмети од областа на прехранбената технологија, биотехнологија и пакувањето на храна. Неодамна беше одликувана со престижното француско признание Витез од редот на академските палми, кое Република Франција го доделува за исклучителен придонес во образованието, науката и културата. И токму ова беше повод да ја поканам професор доктор Мишела Темков. Добре ни дојдовте. Добро ве најдов. Ви благодарам за поканата и за убавата најава. Ви благодарам вам што одвоевте време и пред се честитки за ова врвно признание, научно признание. Вие толку години сте посветени на науката, но верувам дека посебно чувството кога некој ќе ве одликува, а посебно Република Франција. Да, ви благодарам за честитките и искрено да ви кажам, чувството за ова одликување е измешани чувства имам. Имам чувство на огромна благодарност према Република Франција, чувство на благодарност, чувство но и на одговорност. Прво да кажам за гледачите малку за титулата. Орденот кој што се доделува од редот на академските палми е една од најстарите титули, е граѓанска титула на почести. Всушност, таа титула потекнува од 1808 година, воведена од Наполеон, кој што сакал да им оддаде почест на професорите кои што предаваат на универзитетот во Париз. И се доделувала само на еминентни академци и професори, граѓани на Република Франција. Од 1866 година таа почнува да се доделува и на странци кои што придонесуваат во развојот и во промоцијата на француската култура, на францускиот јазик и на француското образование. Во овој облик, во кој што го имаме денес, е воведена од 1955 од председателот Рене Коти и интересно е да се спомне дека 1963 година сите овие одликувања, сите титули, почесни титули кои што се даваат на луѓе со заслуги, биле консолидирани во една титула на заслугите. Но Шарл де Гол толку многу му се допаѓала оваа титула што ја оставил засебна. Орден од редот на академските палми. Денес постојат 3 реда или 3 градации: Витез, со кој што бев јас одликувана, потоа офицер и командир. И сега морам да спомнам дека оваа титула за мене има лична димензија, затоа што мојата поврзаност со Франција е огромна, а посебно кога доаѓа од една земја која што има таква традиција на образование, на култура и еден добар академски систем, добива едно поголемо признание. Сепак, одговорноста е голема затоа што ова не е крајот. Сега веќе треба да се покажам во вистинско светло и да продолжам да ги градам мостовите помеѓу академските заедници меѓу Македонија и Франција. А вие, професорки, на некој начин тој веќе го правите. Спомнавте поврзано со Франција и навистина е така, бидејќи вашите магистарски студии ги завршивте во Авињон. И колку ова искуство вас ве обликуваше понатака од секој аспект? Многу ме обликуваше. Можам да кажам дека моите магистерски студии во Франција беа пресвртна точка во мојот живот, и од професионален, но и од личен план. Интересно е да се спомене, еве ќе ги кажам историјатот, како сето тоа се случи во далечната 2010 година. Не 2010 заминав на студии, но 2009 веќе бев на еден сајам на студии кој што го организира Францускиот институт. Без некоја посебна желба дека јас треба да студирам на страна, затоа што студиите на Технолошко-металуршкиот факултет даваат многу добра основа. И случајно дознав за една програма која што нуди стипендија за инженери
и решив да аплицирам и благодарам до Францускиот институт и посебно до Сузана Пешич, која што ме водеше низ целиот тој процес и ми помогна да го изберам правилниот универзитет. Но интересниот момент е дека заминав на студии во Франција на француски јазик, без воопшто да го познавам францускиот јазик. Wow. Само што во стипендијата имаше еден пакет, лингвистички пакет се викаше, и учевме француски јазик 7 недели, интензивен курс во срцето на Франција, во една од најдобрите школи за француски јазик за странци, кој што се нарекува Кавилам, се наоѓа во Виши, и во тие 7 недели бевме сместени по фамилии за да можеме да го вежбаме францускиот јазик, и во тие 7 недели, верувајте, јас прозборев француски. И за толку кратко време. За толку прозборев да можам да создавам просто проширени реченици. Но тоа е резултат, моето познавање на францускиот јазик денес е резултат на добра мотивација и на желба да се научи. Многу ми беше убаво да читам книги на француски, посебно како сите французи. Во гужвата, во метрото, со книгата. Да, потоа се карактеристични тие дека многу читаат. Да. И сега, кога стигна во Авиньон, студиите на француски, да, одзема голема енергија, голема посветеност, но се постигнува. И ова е една мотивација до сите млади да знаат дека со посветеност и со издржливост и истрајност се гледаат резултатите и локално и глобално. Во Авиньон научив дека знаењето не е само репродукција. Професионално ме обликуваше од аспект да можам да ги видам, да можам да си ги поставам вистинските прашања кога се работи за науката и дека репродуцибилноста на резултатите е многу важна. И мислам дека таму се створија темелите на мојата желба да продолжам да се развивам во научните полиња. А важат исто така докторски студии ги имате продолжено во Пловдив, па колку сите овие различни средини, зборувам европски средини, влијаат врз проширувањето на перспективата од академски аспект? Секој академски професор и научник треба да се развива дел од своето искуство, да го развива во различни лаборатории. Затоа што од секоја лабораторија во светот и во различни универзитети во која што одите, учите по нешто ново. Во една лабораторија, во сите лаборатории имаме различни тимови, различен начин на пристап кон поставување на експериментот, различен начин на анализа на податоците, па и различен начин на интерпретација на податоците. Секоја од лабораториите во кои што сум била, не се малку, освен докторатот во Пловдив, сум била и во 3-месечен престој во Клужна Пока во Романија, како стипендист на Франкофонската универзитетска агенција, а потоа сум престојувала и во неколку пати, по неколку месечен престој во Унирис во Франција и во Манчестер, во Далтон Камбријан Facility, сум престојувала и регионално во Институтот за криобиологија и прехранбени технологии во Софија. Верувајте дека од секоја од тие лаборатории јас сум научила нешто различно. Но вистинската моќ е да успеете тие различности да ги преточите во свој личен пристап кон работење. Да, професорки, вие вашето знаење всушност од странските земји го пренесувате и тука, бидејќи, како што спомнавме, предавате предмети од прехранбената технологија, биотехнологијата и пакувањето храна. Колку овие области денеска стануваат клучни за современото општество? Точно така, во моментот сум вореден професор на Технолошко-металуршкиот факултет и ги предавам точно тие области. Можам да кажам дека тоа не се само едноставни технолошки дисциплини. Биотехнологијата представува една клучна дисциплина која што се занимава со користење на ензими и микроорганизми во развивање на процеси, во добивање на
нови компоненти или во искористување на суровините. Прехранбената технологија пак ги става сите овие процеси во конкретен производ, додека пакувањето на храна е клучно таа храна да стигне безбедна до потрошувачите во одреден момент. Во моментот се развиваат нови активни, интелигентни пакувања кои што комуницираат со потрошувачите и тоа го гледам како еден голем предност, ама и поле на кое што може да се насока во кое што може да се развива оваа технологија. Така, и биотехнологијата е едно од најбрзачко растечките научни области, па колку младите се заинтересирани да се усовршуваат, да студираат оваа област? Точно е, имаме голем интерес за студирање на студиската програма биотехнологија, затоа што биотехнологијата ги поврзува сите процеси и добивање на компоненти од прехранбената технологија, преку фармацевската технологија, па се до заштита на животната средина, значи има една многу широка димензија. Сега, морам да кажам дека има предизвици затоа што младата популација не ги знае сите можности за диапазонот на колку оваа технологија може диапазонот на области колку оваа технологија може да се проучува и да покрие. И затоа треба малку повеќе да ги информираме младите во тој поглед. Да, бидејќи всушност оваа професија е врзана за квалитетот на живот, храната, нели, сето она одржливиот развој исто така. Точно. Биотехнологијата, секоја храна која што постои со ферментација е поврзана со биотехнологија. Значи, како што кажав, биотехнологијата ги проучува сите процеси во кои што се вклучени микроорганизми и ензими. Така. Храната со ферментација е биотехнологија. Во фармацијата добивање на ензими, добивање на пробиотици, добивање на биолошко активни компоненти. Тоа е се биотехнологија. Потоа во науката за животна средина или еколошка биотехнологија уште се нарекува. Имаме прочистување на отпадни води, биоремедијација на почви. Имаме третман на почвите. Да, сето тоа да се создаде, да се направи како што треба, нели? Во сите тие области е вклучена биотехнологијата. Така. И ета токму затоа, нели, како што спомнавме, и многу млади сакаат всушност да ја студираат оваа област, а што најмногу се трудите да им пренесете на студентите освен теоретското знаење? Каква сте како професорка? За тоа прашање, можеби студентите се најкомпетентни да одговорат, но јас со сите мои искуства кои што ги имам од странство, се трудам да им пренесам она што го научив од францускиот академски систем, а тоа е дека треба за се нешто да имате критичко размислување. Во францускиот академски систем многу интересно тоа што младите се насочуваат кон конкретниот профил кој што сакаат да го работат уште од многу рана возраст, па така целото образование тие го моделираат во однос на тоа што сакаат да бидат тие кога ќе пораснат. Изборните предмети, практичната настава, стажирањата, се е во насока на формирање на одреден профил. Ете тоа сакам и со нашите студенти да можам да го пренесам, да можат исто така критички да размислуваат, да си поставуваат постојано прашања, да не учат само факти и теорија, туку секогаш да се запрашуваат зошто е тоа така. Да. Кај нас, во нашите области, многу е важно, освен теоријата, важни се и тврдите вештини, односно техничките вештини, а и тоа се постигнува преку работа во лабораторија, но и љубопитноста, сакам да им ја пренесам, мотивацијата и љубовта кон науката. Тоа се работите кои што секојдневно се трудам да допрат до студентите. Одлично, да. Вие повеќе од една деценија сте всушност во научно-истражувачката дејност, професорската дејност, па што професорке се уште ве држи да го имате оној жар и ентузијазам кон науката? 3 работи се можам да ги издвојам како клучни што ме држат мотивирана. Тоа се студентите. Кога ќе видите дека некој се интересира, поставува прашања, им се јавува желбата за наука, па
бара повеќе материјали и повеќе од она што е предвидено со наставната програма. Тоа е тоа што ви дава еден силен мотив да останете будни и да ги насочувате младите. Потоа, друг мотив ми е науката. Науката секој ден се менува. Нови методи, нови пристапи, нови технологии. Тоа е динамичен процес кој што цело време ве држи интелектуално будни. И на крај, она што уште ми го држи ентузијазмот е дека она што ќе го сработиме во лабораторија не останува само на хартија, туку може и се применува во реалниот живот, во индустријата, во пракса и така натаму. Затоа можам да кажам дека мојот ентузијазам не е направен со сила, него секоја следна генерација и секој нов ден кој што е различен ме држи будна. Одлично. И ете, по сите овие постигнувања, што е она што следно си посакувате и како, на кој начин би сакале да оставите трага во науката и образованието? Како што кажав уште на почетокот, доделувањето, односно одликувањето со титулата Витез, само ми дава една голема одговорност да не застанам овде, туку да продолжам да градам меѓународни партнерства со Франција и секако со другите европски земји во насока на работење на меѓународни проекти и научно-истражувачки и апликативни кои што ќе имаат реална примена во индустријата. Но сакам да образувам идни генерации, да им ја давам љубовта кон науката, да им ја давам способноста да се справат со реалните предизвици во животот, но ако ме прашате што сакам да остане трага, сакам трага да остане луѓето, колегите со кои што работам и младите истражувачи и трага да остане во средината во која што секогаш има љубопитност за истражување. Така, преубаво кажано, и баш ние ги гледаме инсертите од свечениот чин на доделување на орденот. Бевте ли возбудена во овој момент? Како беше? Да, бев возбудена, затоа што си спремив говор на француски јазик. Не бев сигурна дали ќе можам да го задржам нивото на францускиот тон и францускиот изговор, секако пред амбасадорот, но се помина во најдобар ред и беше многу забавно. Така. Многу убава организација од француската амбасада. Морам да кажам дека ова титула ја доделува амбасадорот, но номинациите ги прави министерот, националниот министер за образование. На Франција, а одлучува премиерот. На Франција. На Франција. Одлично, навистина, ете, голем успех, големо признание. Можеме да кажеме дека сме горди на вас и да ве поттикнеме, или и јас и гледачите, верувам, и понатака да создавате и да креирате. Интересно е тоа, почитувани гледачи, не знам дали знаете вие, но професорката Мишела Темков е ќерка на нашиот познат уметник и сликар, господинот Владимир Темков. Ние многу често го имаме интервјуирано токму него, но и ве, професорке, не тргнавте по уметничките води. За малку. Во последен момент имав љубов и кон науката, уште во рани години одев по надпревари по математика и по хемија и освојував регионални и државни награди. Имам освоено второ место применета хемија и хемијата така ми се залепи за срце. И сакав да се запишувам на уметничка академија, но како да кажам, хемијата стоеше во позадина. Хемијата стоеше во позадина, ама и нутриционизмот во тоа време многу се интересирав која храна, како влијае на организмот, па што да јадам да останам витка, во тоа време витка, а сега и веќе здрава. Да. Се менуваат приоритетите, да. И некако сакав да ги поврзам хемијата и храната и клучниот факултет каде што тие две работи можам да ги поврзам е прехранбена технологија на Технолошко-металуршкиот факултет. Па од таму започна мојата приказна и тоа се случи 2 дена, јас сум од времето кога имаше приемни испити, 2 дена пред приемен испит јас
Наместо на едниот факултет одидов на другиот факултет. И од тука почнува приказната. Но љубовта кон уметноста секогаш стои. Многу сакам уметност. Сликата? Веќе не. Но ги посетувам сите музеи, кога имам време одам по изложби и во моментот повеќе читам за историја на уметност. Па преубаво, прекрасно. Ви благодарам многу за овој разговор. Се надам дека им доловивме нешто повеќе на нашите гледачи и за вашиот факултет, но и навистина за ова големо признание. Дефинитивно преубав повод за да ни гостувате во неделниот микс. Многу ви благодарам. Ви благодарам и на вам на поканата. Јас преубаво се чувствував кај вас. Се гледаме до наредно. Секако се надевам ќе имаме поводи за убави прилики. Еве, почитувани гледачи, професор доктор Мишела Темков, професорка на Технолошко-металуршкиот факултет при УКИМ, која предава предмети од областа на прехранбената технологија, биотехнологија и пакувањето храна, и која беше одликувана со престижното француско признание Витез од редот на академските палми од страна на Република Франција. Беше денеска дел од неделниот микс. Сакаме да споделуваме и со вас успешни луѓе, успешни научници и убави приказни. Па ви останете со нас, секако за кратко се враќаме назад.